Добар ден, почитувани, добре дојдовте во новата сезона емисии Телма амбуланта, во кој секој работен ден од вторник до четврток во 12:45 заедно ќе учиме за здравието и здравите животни навики. Понеделниците пак се резервирани за 0+ месеци, магазинот за родителство кој нуди забавна и информативна содржина за здравието на децата во раната и школска возраст, но и за родителските предизвици и воспитувањето. Во денешната Телма амбуланта ќе зборуваме за седата коса. Дали старењето е главниот виновник за тоа што се појавуваат бели влакна во косата? Што се случува при тоа и дали постои начин процесот да се запре седата коса, дали бара некоја посебна нега? И за сето ова повеќе од разговорот со денешниот гостин, професор доктор Андре Петров, дерматовенеролог во Аџибадем Систина. Професоре, добар ден и добре дојдовте во Телма амбуланта. Добар ден. Најпрво да ви честитам на во нов стил новата емисија, да ви посакам успех во овој прв ден од есента и ми е секогаш задоволство кога сум кај вас во емисија. Ви благодарам. Можете ли, професоре, да ни појасните од што зависи бојата на нашата коса, односно дали ќе имаме руса коса, кафена, црна, црвена? Да, тоа е нешто што го диктираат нашите гени. Таа е генетски условена. Значи, како што наследуваме одредени гени за типот на кожата, за бојата на очите, така наследуваме и гени кои ја диктираат бојата на косата. И вообичаено постојат и етнички и географски варијации околу таа боја на косата, како тоа оди. Секогаш гледаме дека што по јужно одиме, вообичаено бојата на косата е потемна. За разлика од оние северни делови на континентот каде што бојата на косата и бојата на кожата е светла, и тоа тие адаптации на надворешниот свет, меѓутоа и влијание на генетските фактори исто така кои го условуваат количеството на пигмент во влакното. Кои се првите знаци дека косата старее? Па косата има повеќе знаци на кои може да дојдат преди вака дека косата старее. Прво, вообичаено она што пациентите кога ќе дојдат во амбуланта кажуваат: докторе, види, коса ми е многу покрта, многу потврда, не е таква каква што била претходно. Сува, кршлива, се крши. Нема волумен. Сето тоа се работи кои ги приметуваат пациентите, и тоа се показатели дека треба да се прво направи одредено исследување, да се види дали е тоа резултат на природниот процес на старење на косата, кој е повторно индивидуален и е генетски детерминиран, или пак се работи за некој друг фактор кој може да доведе некоја дефициенција на, не знам, на витамини, одредени хормонални абнормалности. Сето тоа може да биде фактор кој може да предизвика еден ваков тип на проблеми, како и факторите на околината. Често пати луѓе што во претерано се изложуваат на сонце, на ветар, имаат проблеми со косата. Зимно време сме приметиле многу, особено тука во градовите, во урбаните средини, поради она аерозагадување кој го има, дека голем дел од луѓето се жалат на различен квалитет на косата и доаѓаат во амбуланти. Тоа е видливо и тоа може да се види и со клинички преглед, и дермоскопски, трихоскопски, односно, или со трихограм. Сето тоа се методи кои може да доловат во каква состојба се наоѓа влакното. Професоре, дали одредена боја на коса побавно седе во споредба, да речеме, со црна или пак руса? Еве, црвенокосите. Да, кај црвенокосите. Дали кај нив бели влакна се јавуваат? Па кај црвенокосите секаде може да се јават бели влакна, меѓутоа генерално црвенокосите тој процес е поспор, да речеме, што повторно е заради различниот пигмент, различниот тип на меланин кој се наоѓа во влакното кај црвенокосите и кај луѓето што имаат браун или темна боја на косата. Но процесот на старење е врзан со намалување на меланоцитите во влакното. И тоа е процес кој... Тоа е пигмент. Тоа е меланинот е пигмент кои го продуцираат едни клетки, се нарекуваат меланоцити. Тој е одговорен за бојата и на кожата, за бојата и на косата. Така. Со текот на времето се намалува бројот на меланоцитите. Значи всушност клетките кои што создаваат пигмент. Па како што изумираат клетките генерално на поголем дел од ткивата, така изумираат и овие меланоцити во текот на, или се намалуваат, ајде да не бидам толку грубо описот, се намалуваат и со тоа
доаѓа до побелување на косата. И не тоа е природен процес, некаде околу 50-та година се смета дека повеќе од 60% од популацијата веќе има седа коса. Меѓутоа кај мал процент на луѓе тоа може да се случува и претходно, и во да речеме на 20, на 25 години. И тука тоа е нешто што треба да се испита, да се види дали тоа е така без никакви други пречки или пак има, не знам, дефицит на витамин Б, Б6, B12, D-витамин, E-витамин, железо, понекогаш. Сето тоа се бакар, овие други олигоелементи, сето тоа се работи кои се доведуваат во различни студии со побелувањето на косата. При тоа не зборувам за оној така наречена, ние кажуваме, оние прамени полиозис се вика. Тоа е така цел прамен со тоа е сосема друга работа, тоа е прамен таков и тоа е обележи што го имаат уште од деца. Доаѓаат деца на 5, на 6 години возраст со прамен во косата и сега родителите се загрижени. Вика, докторе, што е ова што се случува? Викам, веројатно ова е показател дека вашето дете е специфично надарено и дека ќе биде успешно. Немате како да го тоа е генетика, немате како тоа да го објасните, ниту може да се коригира на друг начин освен со фарба. Така, значи некој на 20 години има седа коса, други на 40 немаат ниту едно бело влакно. Генетиката е тука клучна? Да, тука е клучна генетиката, генетскиот фактор е клучен и тоа ако видите во семејството, кога ќе гледате и дедо му, и татко му, и сите така реагирале со побелување на косата, или тоа е слично како генетски детерминирано како кај андрогената алопеција, како кај келавост, кај опаѓањето на косата. И тука генетскиот фактор е тој што е клучен и доминантен, и тоа е нешто што во денешно време може да се коригира, меѓутоа и ова, и опаѓањето, односно седењето на косата, побелувањето на косата е нешто што може исто така да се успори со влијание на одредени, да кажем, средства кои може таблети да се примаат од типот на витамини, олигоелементи и така натаму, тип на физичка активност кој е исто така битен за да се прави заштита од претерано изложување на сонце, претерано изложување на ветер, претерано изложување на загадување или на други токсични фактори. Сето тоа може да влие. Малнутриција, подхранетост исто така генерално може да влие. Професори, некои велат преку ноќ побелев, доживееле некој стресен настан. И тоа има, и тоа не се легенди. Стресот може да ги уништи меланоцитите кои спомнавте во коренот на влакнато. Интензивен стрес може да доведе до има такви случаи каде што е побелување, значи кое се случува за многу краток временски период, сега не знам, преку ноќ или преку ден, али тоа е нешто што е опишано и што може интензивниот стрес може да доведе до побелување на. А што е со хроничниот стрес ако сме постојано изложени на стресни настани, има шанса побрзо да побелеме во косата? Тоа влијае генерално на сите органи, на сите ткива, како што влијае на срцето, како што влијае, не знам, на кожата, влијае и на косата. Тоа е нешто што не можеме да го исклучиме, влијае на нервниот систем. Стресот е фактор кој не може да се исклучи, меѓутоа тоа не доведува до драматични инстант некои реакции, па треба да очекуваме преку ноќ нешто да се случи или да косата преку ноќ побеле. Тој хроничен стрес на кој сите денес сме изложени е нешто што ни влијае и е дел од надворешните фактори кои практично се напластуваат на оној генетски потенцијал кој го има индивидуата за побелување на косата и тоа може да се случи, да речеме, да настапи побрзо отколку што настапило кај татко или кај дедо, кои живееле веројатно во тоа време поспокојно, условно, ако било поспокојно, не знаеме како било. А што е со цигарите? Дали пушачите имаат поголема шанса поскоро да имаат седа коса? Никотинот влијае генерално на оштетување на влакното и ние често пати има и дебати, да речеме, околу одредени болести, особено дерматолошки, кај што навистина има никотинот и цигарите свое негативно дејство и тоа го има и на коренот на влакното и тие тој ефект на токсичниот ефект што го има никотинот е опишан. Меѓутоа, повторно кажувам да не ме сватат погрешно сега вашите гледачи кои се пушачи, тој не е драматичен, тоа не е нешто што е главниот фактор. Главниот фактор сепак е генетскиот потенцијал кој го носи индивидуата, да.
Да ги поканим и гледачите да се вклучат во денешната телма амбуланта на телефонскиот број 3076 677. Зборуваме за старење на влакното, за седата коса, но исто така ќе го опфатиме и опаѓањето на косата со професор доктор Андре Петров, дерматовенеролог во Аџибадем, Систина. Докторе, а дали може храната исто така да придонесе за промена на бојата на влакното, односно некои ригорозни диети кои што се држат? По отсуство на некакви нутритиенти, па потоа отсуство на витамини како што е B12? Може да го промени квалитетот повеќе на влакното. Тоа да станува суво, кршливо, да отпаѓа. Често пати забележуваат пациенти да гледаат, докторе, сосема различно ми е влакното од претходно, и кога ќе земете анамнеза, податоци што се случувало, гледате дека пациентката или пациентот се подложиле на одредена диета, ригорозна диета на слабење, и тоа има ефект да предизвика проблеми генерално на косата. А дефицитот на витаминот B12 може да доведе до појава на бели влакна? B6, B12 и аминот апсолутно може да имаат свое влијание во развојот на бели влакна. Доколку се надокнади овој витамин, ќе се врати ли бојата на влакното? Такво нешто ние го сугерираме кај пациенти кои има така наречено прематурно побелување на косата. Да речеме, доаѓа некој дечко на 25 годишна возраст кај што целата коса е побелена, и ние тогаш правиме испитување. Ако се утврди дефицит на овие витамини, ние одиме со суплементи да се надокнади недостатокот на овие витамини, и тоа може да доведе до подобрување во овој дел. Меѓутоа, во тие случаи исто така ги тераме да направат и други испитувања на внатрешните органи, да испитаат тироидеа, да испитаат надбрежна жлеза, да додат на кардиолошки преглед, бидејќи може да биде поврзано. Значи, некои болести може биде поврзано и со други болести, да. Имаме гледач кој што очекува вклучување во денешната емисија. Да му дадеме предност. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас. Ви благодарам. Би замолила докторот да ми даде одговор на прашање. Се работи за особа 45 годишна. На дерматолог била. Се работи за постинфламаторна хиперпигментација, изразена аксиларно, со црни флеки и некои булозни топченца. Тоа е така диагностицирано постинфламаторна пигментација. Сега мачка биодерма, белогент и малку се стиши тоа. Интензивен прурит има и така да не знаеме што да правиме. Ова трае веќе месец и пол. Добро, ви благодарам за вклучувањето во емисијата. Хиперпигментација. Па добро, описот е што кажувате, може да биде постинфламаторна хиперпигментација, меѓутоа може да бидат и одредени други болести тука кои се јавуваат. Значи може да бидат одредени други варијанти кои може да не лицитирам на тука без да го видам пациентот. Најисправно во таков случај да се земе парче од кожата, да се направи биопсија и да се исклучат одредени болести, имунолошки болести на кожата кои може да бидат предвид. Исто така треба да се исклучат одредени пролиферативни заболувања на епителот кои тука може да се јават во тој дел. Доколку се работи за постинфламаторна хиперпигментација, неутралните емолиенти, вие што ги спомнавте, не знам, биодерма или било што, доаѓаат во предвид, меѓутоа исто така може локални кортизонски кремови да се користат за избелување на пигментацијата, може да се користат и локални ретиноиди. Тоа да се деривати на витамин А, кои делуваат многу успешно во отстранувањето на таа хиперпигментација во подпазувајте во аксиларниот предел. Но повторувам, тоа треба да се види. Не го земајте вака здраво за готово, треба да се види, особено затоа што кажувате дека има були, затоа што треба да се исклучат некои болести од типот на една морбус хели или некои други сега да не ги кои знаат додат. Така, значи препорачувате преглед кај дерматолог за да се потврди дијагнозата, препорачувам да се види за што се работи, вие очигледно гледачката очигледно направила преглед, меѓутоа мислам дека покрај тој класичен преглед на дерматолог потребно е да се направи, да се земе парче и да се направи хистопатолошка интерпретација на болест. Ја споменавте тироидната жлезда. Многу често имаат
особено на оваа територија луѓето проблем со функцијата на тироидната жлезда и еден од првите симптоми е опаѓање на косата. Но може ли исто така да влакното да изгуби бојата? Може. Тироидната жлезда често пати се смета за фактор кој може до тоа да доведе покрај опаѓањето на косата, тоа се одрази на квалитетот и на бојата на влакното и така натаму, и затоа ние често пати кај сите аномалии на косата генерално кога ги среќаваме, едно од испитувањето што вообичаено го правиме, тоа е контрола на тироидната жлезда. А што е со честите фенирања, пеглање на косата? Не е добро тоа. Не, мислам да не звучам сега, не знам како ќе прозвучам на вашите гледачки. Не е тоа нешто што не треба да се прави, ама претераното пеглање на косата, сушење со фенови секојдневно ја оштетува косата. Не може влакното да биде исто ако вие секој ден го пеглате. Не може да биде исто ако вие секој ден со фен го сушите на висока температура. Тоа е нешто што го оштетува влакното. И ние од дерматолошки аспект не советуваме косата да се мие почесто особено со шампон, почесто од 2 пати во неделата. Зошто е тоа така? Заради тоа што на тој начин дополнително ги отстрануваат оние заштитни бариери што стојат и на кожата и на косата. Тој површен слој кој на некој начин е протективен, бидејќи влакното е изградено од 3 слоја, и вие со тоа само го правите да биде покрто, да биде покршливо, да биде по неотпорно на дворешни влијанија. Покрај тоа предизвикувате поголема десквамација, лупење на скалпот, на површината на главата. Често пати кажуваат пациентите, ама ние тоа го правиме заради тоа што, знаете, ми се јави себореа, имам лушпи, прво треба да се види дали е себореа, може да е суфатопичен дерматит, пак уште повеќе ја сушите кожата на тој начин. А што доколку косата често се масти? Колку почесто ја миете, толку повеќе ќе се масти. Значи има вистина во тоа. Таа рефлексно се масти повеќе. Французите не советуваат повеќе од а они на некој начин во овој дел на естетската козметологија се едни од лидерите, да речем, на светски рамки, не советуваат повеќе од еднаш во неделата да се мие косата со шампон. Еднаш во неделата со шампон. А 2 пати да се шампонира косата или не има ли потреба тоа? И за тоа се дискутира. Вообичаено првото нанесување за да е повеќе генерално за да отпаднат оние површни нечистоти, влакна и така натаму. Меѓутоа, ако еднаш го направите тоа со масажа, немате потреба 2 пати да го повторувате истото тоа. Иако генерално сите од навика тоа го правиме 2 пати, од прилика така. Сите тоа што го објаснуваат, но она што секако треба да го знаете дека колку повеќе ја мијат косата со шампон, толку повеќе таа рефлексно се масти. Сега ја не сакам да го тоа карикираме, еден од пациентите ми кажа, докторе, што да правам, значи ти ми викаш само во недела да се бањам. Не велам само во недела да се бањате, меѓутоа можете вие секој ден да се туширате, ама со шампон тоа направете го еднаш неделно. Пред да го вклучиме гледачот, само уште едно прашање, доколку ни се оштетени врвовите на косата и ставаме регенератор, можеме ли на тој начин да го обновиме влакното? Да, регенераторите се добра работа која се употребуваат во некој период, особено често пати не само регенератори, оние што се средства за заштита на косата кои вообичаено жените ги користат на сонце и така натаму, тие маски кои ги прават може да помогнат да се сочува квалитетот на влакното. Ајде да го слушнеме прашањето на гледачот. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Почека малку гледачот, се надевам дека повторно ќе се јави на 3076 677. Ајде да поразговараме малку за белите влакна, кога ќе ги забележиме во косата. Обично првата ни реакција не да ги отстраниме, ќе си земеме чупалка и ќе ги искубеме. И сега има едно народно убедување, доколку се прави тоа, на секое откорнато, исчупано влакно доаѓаат велат 7 нови. Што велите за тоа? Тоа народот, како и многу работи, го кажал од мудрост. Тоа не заради тоа што самото чупање ги предизвикува, туку заради тоа што тоа не помага. Тоа е прогресивен процес и тоа побелување ќе следи натаму. А може ли коренот на влакното да се оштети доколку ги отстрануваме на таков начин влакната? Таму кај што ќе форсирано искорнете, ако иако ние имаме милиони да се разбереме влакна на скалпот,
Ако таму форсирано откорнете некој фоликул, може на тоа место да не порасне, но тоа ништо не значи заради тоа што ви кажав, имаме огромен број на фоликули на влакното, но ако тоа стане навика, може да премине во една болест која се нарекува трихотиломанија, па да почнеме да кубеме косата, па тогаш место проблеми со белите влакна да имаме проблеми со келаво, со опаѓање на косата во тој дел. Тука ќе пуштиме еден блок реклами, а виднаш потоа продолжуваме со денешниот разговор. Почитувани, останете на Телма. Дали за седата коса се виновни само годините, ни појаснува во денешната емисија професор доктор Андре Петров, дерматовенеролог во Аџибадем, Систина. Професоре, доколку се јават бели влакна на косата и косата почнува да проседува, постои ли начин да се забави процесот? Еве ако не може целосно да се спречи? Не може да се спречи дефинитивно, а забавувањето е во делот на зголемувањето на, да кажам, нутрицијата на влакното, па тој процес на оксидација да настапи, да кажам, малку подоцна. И тука сите оние витамински поддршки, мултивитамини, антиоксиданси може да имаат свој ефект, да тоа колку толку го забави тој процес, меѓутоа не може да го спречи. Начинот на исхрана со многу зелен чукош, спортските активности, неизложувањето претерано на екстремни надворешни услови, сето тоа може да влие да тоа се успори, меѓутоа не може да се спречи, бидејќи тоа, како што кажавме во првиот дел од вашата емисија, е генетски детерминирано. Имаме гледач на линија, да му дадеме можност да се вклучи во Телма амбуланта и да постави прашање. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. Имам едно прашање да поставам до докторот. Главата горе ми се јавуваат чирчиња. По бубулици со вода и многу чешат и многу се болни. Сум правила експерименти со шампони, еден, друг, детски, за возрастни, многу тешко се проаѓа со тие шампони, па би сакала еден совет да добијам. Ви благодарам многу. Ви благодарам за вклучувањето во Телма амбуланта. Благодарам на прашањето. Ако е тоа што јас мислам спрема описот, не се работи за чирчиња, затоа што ретко се јавуваат повеќе такви чирчиња, да кажам, во главата. Тоа се обично акни. Се нарекуваат акни инверза. Значи акни кои не се јавуваат на лицето, туку се јавуваат како еден во случајот акне фоликулит на скалпот. И тоа е нешто што треба да се третира со терапија за акни. Нормално дека за да се намали воспалението може да се дадат и локални стероидни гелови, но вообичаено се дава и антибиотик, обично од типот на миноциклин или на некој тетрациклинска група, одредени шампони на типот на селениум дисулфит и така натаму. Вела дека негата на седата коса е многу сложена. Дали е тоа точно? Па негата на седата коса е веројатно сложена од аспект на тоа дека голем дел од луѓето представува, да кажам, едно психолошки товар некој. Сега сакаат да го тој избегнат и тука легитимни се сите средства што може да ги употребат. Има некои како мене на кои не им пречи, меѓутоа има некои на кои им пречи. Тука може да се користат одредени фарби, колор, шампони и така натаму, што денес во модерниот свет се една широко употребувани. Има многу и кај жените, меѓутоа и кај мажите во последно време. Но велат дека белите влакна понекогаш не ја прифаќаат бојата, односно не може да се офарбаат. Зошто е тоа така? Па има ќе видиме специјални фарби за побелена коса. Па не, има луѓе кои парадоксално многу брзо, јас сум сретнал повеќе такви пациенти, ми кажуваат, докторе, пред 2 дена се офарбав, гледај сега веднаш е коренот на влакното бел. И тоа е веќе поврзано повторно со генетиката, со типот на косата, обично луѓе со така погуста коса каде што таа фарба делумно фатила, па растот на косата е поинтензивен, побрз од кај другите луѓе, обичаено доведуваат до таков тип на проблеми. Треба ли со посебна четка, да речеме со природни влакна, да се чешла косата во тој период или нема потреба? Секогаш кога може да се користат природни материјали во било што е подобро, толку сите
пластифицирани подлоги кои можат да предизвикаат одредени проблеми. Ние имаме доста сродно е со тема доста контактни алергиски реакции на фарби. Значи за побелувањето на косата третирано со овие фарби предизвикува особено со бланш и со многу јак хидроген. Значи тоа може да бидат иритативни во случајов ако е јак хидроген, тој да предизвика иритација, а има луѓе кои се и алергични на одредени состојки кои се јавуваат во тие фарби, во тие да кажем препарати за фарбање на косата, и тоа е нешто што ние го утврдуваме понатаму со алерголошки тестови, со лепење на едни фластери на грбот ги лепиме, кај што на конкретниот тип на фарба можеме да добиеме резултат за 72 часа, дали има алергиска реакција или нема. Уште еден гледач очекува вклучување во емисија. Добар ден за него. Добар ден, огромен поздрав до професорот, Андреј Петров. Јас сум негов студент, па сакам да прашам професорот ми, бев на дерматолог и ми констатира спајдер невус на носната рускавица. Сега, бидејќи при секојдневно иритирање, не ми смета, но пак го закачувам и ставам белоген, но решение... Така, дали има трајно решение за вашиот проблем? Ви благодарам за вклучувањето во емисија. Има решение, сега трајно, релативно трајно можем да кажем дека е решението, тоа се вика лазерска коагулација на тој невус араниус или спајдер невус, тоа е како мрежа од капилари кои постои, тој може да се коагулира со лазер или со радиобранови може да се затвори исто. Така тоа е прилично добра метода каде што во долг период може да исчезне. Има тенденција понекогаш повторно да се отворат, меѓутоа тоа не е нешто што се случува за краток временски период, може да поминат години да немате ништо. Друг тип на третман за ова нема. Не постои. Сите оние други обиди што се прават, не знам, со одредени кремови, стероиди мачка, со криотерапија се прскаат, нема. Тука треба директно со лазер кој се абсорбира од хемоглобинот во крвниот сад, тоа е обично Nd:YAG лазер кој е васкуларен лазер и го абсорбира добро хемоглобинот да се тие затворат, да се коагулираат. Уште едно прашање од гледачки имате. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во програма, сте, повелете. Пред некое време докторот обеча пак во емисијата. Добар? Да, ве слушаме, ве слушаме, повелете. Кога си пред некое време докторот обеча во емисијата, предложи за пост-ковид опаѓање да се користи спреј миноксидил. Добро. И сега да ми објасни, пошто купивме ние миноксидил. Аха, на каков начин се користи? Така, добро, ви благодарам за вклучувањето во емисија. Тоа беше во претходната емисија кај вас, Марија. За опаѓање на косата и многу имаат проблем после прележување ковид со опаѓање на косата. Генерално сите вируси и бактерии имаат влијание на опаѓањето на косата, сите вирусни инфекции, а особено ковид заради агресивноста на таа вирусна инфекција има еден токсичен ефект на повеќе ткива, меѓу кои на косата, и миноксидилот е добра можност да се користи, тоа ја зголемува дилатацијата на крвните садови, ја зголемува исхраната на влакното. Тој може да го користите 2 пати на ден, ако е како спреј ќе го прскате на местото на каде што низ целиот скалп, а ако е како лосион ќе го втриувате со лесна масажа со рацете, можете да го правите тоа 2 пати на ден, може да го користите 3 месеци слободно, безбедно, без никаков проблем, заедно со одредени суплементи кои може да ги користите, со една олиговитаминска терапија, и она што ние го препорачуваме исто така е PRP, плазма богата со тромбоцити, каде што се вади крв на самиот пациент и таа се вбризгува со специјални инекции, со мали инсулински игли во скалпот. Тоа се прави и кај луѓе што немаат ковид и има успех, а кај луѓе што прележале ковид има уште повеќе успех, и тоа се толкува и со, помеѓу другото, и со имунолошките карактеристики на плазмата која се вбризгува, која на некој начин содржи антитела спрема вирусот и е многу силна. Кога го споменав тој лек, дали е важно колку пати ќе се прсне? Важно ли е во колкава доза ќе се стави лекот при едно прскање? Па не е толку, тоа видно не премногу сега, не премногу, доволно е да се втрие да не биде да го осетат скалпот дека не е сув.
Има некои препарати се дури помасни и заради тоа не се советува премногу да затоа што инаку ќе влие ќе се масти косата многу. Уште двајца гледачи очекуваат да се вклучат во Телма амбуланта. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете, во програма сте. Поздрав до докторот, би сакала да поставам прашање. Повелете. Се работи ке мене за сабореја. Така. Прашањето ми е каква врска има, дали има некаква врска со хормоналните денови. Пред циклус, една недела саборејата сама од себе се влошува, се појавува. Од кога ќе настапи циклусот, само од себе се повлекува. Се смирува. Тоа навистина не ми е јасно и не знам како да третирам. Дали со терапија реканазол или да оставам така. Ви благодарам за вклучувањето во емисија, професоре. Тоа е точно. Има врска со хормоните. Значи себорејата, значи е во групата на болести на лојните жлезди, а лојните жлезди се во под стимулација на машките полови хормони, на андрогените кои ги имаат и жените. Обично пред циклусот доаѓа до ослободување на поголема пред почеток на циклусот на поголема количина поради прскање на тие фоликули на поголема количина на хормони во циркулацијата и заради тоа се јавуваат и акни на лицето во тој период, во делот особено тука околу брадата, меѓутоа се јавува и мастење на лицето и црвенило на лицето, мастење на косата, појава на дерматит, на оние жолти лушпи што се јавуваат во скалпот. Сето тоа е нешто што е поврзано со хормоните, треба да се дојде на доктор. Обично се даваат средства кои можат да од една страна да ја намалат активноста на лојните жлезди. Сега тие се различни, може да се дадат дури и орални антибиотици, и она што сте го користеле вие локален антимикотик. Ова не е габична инфекција, ама има емпириски добро дејство кетоконазолот кој вие го користите на себорејата. Ајде да вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Да, ве слушаме, во програма сте, повелете. Добар ден. Би сакал да прашам нешто, работи за 14 годишно дете. Така? Пред известно време дете го носам на бербер, тука еден во мало, значи малски бербер. И после неколку дена приметив и он самиот видов дека му се појавува чешење на главата. Кога го погледнав на внатре, во скалпот, приметив некои лишеи, некои душпи, нешто. Дали прашањето ми е следно, дали е можно неуредни, недезинфицирани чешли и апарат за шишење? Така. Ви благодарам за вклучувањето во емисија. Можно и тоа, значи можно е тие лушпи да бидат и сами од себе, од сувоста на скалпот кај некои луѓе. Тоа е еден вид на атопичен дерматит, ние го нарекуваме медицински тинеамијантација. Меѓутоа може да е и габична инфекција. Може да е инфекција особено честа е во верберници, заради тоа што се пренесува со директен контакт. Тоа е нешто што не велам дека во вашиот случај тоа е да не ме разберете погрешно и да не можам да тврдам, меѓутоа тоа е една од можностите. Треба да се направи едно испитување кое е едноставно, да се види дали има габична инфекција на површината на кожата и на косата, и ако има да се третира со одредени шампони, меѓутоа се даваат и понекогаш и таблети, бидејќи тие знаат да бидат доста незгодни за третирање, доста тврдокорни на терапија. И само со локална терапија не поминуваат, па обично даваме и орална терапија или таблети на уста. Дури и кај деца има препарати кои во таа форма може да се даваат. Професоре, пандемијата охрабри многу жени да си вратат својата боја на косата, односно седата коса, и вела дека постепено двојните стандарди кои што се однесуваат на белата коса се надминуваат, дека и жените почнуваат гордо да ја носат својата седа коса. Па сега тука ќе погледнеме еден прилог кој што зборува за еден нов тренд кој што е познат уште како Silver Fox меѓу луѓето, односно сребрена лисица. Погледнете за што се работи. Кога ќе ги забележиме првите бели влакна, помислуваме дека е време да купиме фарба за коса. Но во последните години не е мал бројот на жените кои што одлучуваат да ја дадат шанса на својата седа коса. Модниот тренд сол и бибер или сребрена лисица ги надминува сите предрасуди за изгледот на жените во зрелите години. Примариус доктор Лилјана Којич е синоним за убава и негувана дама. Таа реши да ја врати природната боја на косата и се откажа од фарбаната руса коса.
Цели 8 години и биле потребни за да се осмели да ја спроведе трансформацијата. Тој тренд не е нов, го има некое подолго време и мојава идеја не е нова. Имено негдека пред 9 години бев во Сплит и заедно со колегите на семинар бев, пиевме некоја кафе на Рива и видов една жена која имаше меѓу 60 и 65 години и не беше типична балканска жена, не беше вита превише, малку беше со потемен тен, беше совршено дотерана, не нападна, но имаше и совршено исвенирана густа, убава ваква некоја сол пипер коса. Јас се воодушевив. Колеги ве искоментираа како, ајде не. Дојдов дома, идејата им ја раскажав на домашните. Тука беше она, како би рекле младиве, ми фрлија хејт сите. Ми реков, ма какви ќе изгледаш како баба, најекстремна беше сестра ми, која ми рече, што ти е тебе, што се занесуваш, не си ти Джейми Ли Кертис и Дайан Кито. И брзо одустанав од идејата. Меѓутоа ми се допаѓаше и гледав од време на време. Прво меѓу жените во политиката. И имаше примери и тогаш. Беше Кристин Лагард, да кажеме, Јадранка Косор, на која совршено истоеше една пикси бела фризура. Меѓутоа жените политичарки некако они и се под притисок да бидат сериозно сватени, да кажем. Меѓутоа потоа се појавија и жени од секојдневниот живот и од модниот свет. Се појави Мерил Стрип во улогата на Миранда Присли во Ѓаволот носи Прада, за која искрено мислам дека е најдобра фризура во кариерата. Потоа се појавија и овие актеркиве кои што ми ги спомнуваа мене како не си ти за да можеш тоа да го излечеш и ја се повлеков. И тоа така траеше, меѓутоа почна има добри 3-4 години и како почна трендот млади жени да ја бојат косата сиво. Исто и ја, како што гледате, јас сум сол и пипер, се боев плаво, меѓутоа оние темните делови секогаш излегуваа жолтеникави и тоа многу ми пречеше. И се обидував да тонирам на разни начини и после еден ден си викам, сутепав од пари давање за да постигнам сива коса, а мојата коса е сива. Природната коса ми е веројатно сива, сега не знам како изгледа точно, меѓутоа да видиме. Има луѓе на кои им се допаѓа многу и кои апсолутно ме поддржуваат, а има луѓе кои стално ми да си ја вратиш плава, не ти е убава ич. Оние што се охрабриле да направат транзиција треба да бидат трпеливи. Постојат неколку опции за косата по безболно да порасне природно, но сепак процесот е долготраен. На доктор Којич и биле потребни 13 месеци за трансформацијата. Седата коса треба да изгледа негувано, а тоа бара посветеност. Оние кои што мислат дека седата коса е no maintenance или не бара одржување се лажат. Секако дека не бара толку одржување како бланширана плава коса или коса со извадени прамени, но сепак бара. Прво, она што луѓето не го знаат е дека квалитетот на нивната коса е сменет во однос на тоа што било некогаш кога пред да почнат да ја бојат. Добар дел од жените не ја виделе својата вистинска коса, не ја почувствувале 20 на години најмалку. Бара доста хидрирање, она е сува, посува е од природната коса и има уште една работа која што е прилично, да кажам, трики. А тоа е употреба на оние топли стилизирачки алатки. Да кажам, фигари и пегла се нешто што треба да се одбегнува, затоа што може да ја изгори косата. На кафена коса изгореницата не се гледа со голо око, се чувствува под прсти, меѓутоа овдека се гледа како промена на боја, како дамка, која е жолтеникава, црвенкаста, зависи од... Значи, ако веќе и се употребуваат, да се употребува нешто што е керамичко, што е со она до 180 степени, да не биде претопла пеглата, да кажам, затоа што може да ја смени бојата на косата. Втора работа е, нема да можете да уживате во бањање во хлориран базен. Затоа што хлорот ја пребојува исто како и русите коси што ги прави зелени, така и ги пожолтува белите коси или овие сребрени коси. Со децени слушаме како брчките и седата коса се знак за старење, а живееме во свет каде што сите сакаме да останеме младолики. Седата коса додава години, велат.
почна еден енормен притисок да се изгледа помладо и тој притисок искочи од актерските кругови на улиците. Нели? И се пренесе и на нас, обичните луѓе. И апсолутно им се дивам на тие жени што можат тоа да го прават. Ја во еден период решив дека може би не треба веќе. Не знам. Мислам, нити би сакала да критикувам за дивење кога некој може така да се посвети на тоа. Ја лично некако мислам дека и оваа година и пол влијаеше, дека може би треба малку да си ги поинаков начин прифатам годините. За достоинствено прифаќање на годините треба да се променат стереотипите кон седата и белата коса. Ја памтам, да кажам, мојата баба со една уредна жена, со джемпери, со локни, со многу лак, тоа се тие престилизирани коси, и го имаме оној бели коси, тоа е она што ние го имаме како слика за бела коса. Од другата страна е оној екстремна, скроз запуштена жена. Скроз, која потполно не води сметка за ништо. Дури одиме до таму, ако погледнете низ сликовниците, вештирките се прикажани со бела коса. Нели, асоциацијата за бела коса е лоша. Не мора да биде така. Не мора да биде така, доколку вие и понатаму се одржувате, живеете здраво, пешачите, се негувате, се шминкате, не мора да изгледате старо со бела коса. Токму така со бела коса воопшто не мора да изгледаме старо. Професоре, останува фактот да прифатиме дека едноставно со текот на времето косата ќе побели и тоа е тоа. Годините мора да ги прифатиме. Тоа е дел што носи своји не само хендикепи, носи и своји предности. Така. И да речеме од естетски аспект, мене ми се допаѓа вака ова што го видов вашиот соговорник што го направила, на еден нов тренд кој може би чуден за нас, ама доста е вака прифатен. Гледам и во познати глумици, актерки го прават. Нема причина ако тие тоа го прифатиле, живеат од својот изглед, ние да не го прифатиме. Понекогаш е тешко да се соочиме со тоа, ама тоа е нешто што не можеме да го избегнеме. Нешто на што мора да се адаптираме. И мислам дека треба да се потрудиме да биде тоа, косата да биде негувана квалитетно, за сите овие работи за кои зборувавме претходно да ги почитуваме тоа што можеме да го направиме, меѓутоа дури и кај ваквата коса и кај овој тренд неопходно е тоа да биде средена, спастрена, да негувана, дури можеби и повеќе отколку кај косата што е офарбана. Така да мислам дека е нешто што е не само интересно, туку вака делува и многу поприродно. Така, со оваа емисија се надевам дека ќе охрабриме што повеќе луѓе да го прифатат својот изглед. Се разбира, право на избор, секој човек има право да избере. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Професор доктор Андреј Петров беше нашиот гостин. Се гледаме секој работен ден во 12:45 на телевизија Телма. До гледање.